На 5 локации во градот Кумановци идниот викенд ќе имаат можност бесплатно да одложат кабаст отпад во соодветни садови што ќе ги постави јавното претпријатие Чистота и зеленило. Акцијата овој пат е поттикната од се почестата појава на одлагање на кабаст отпад до садовите за смет, односно контейнерите. И претходните години комуналното претпријатие најмалку еднаш годишно организираше вакви акции, но за жал, како што вели директорот Даниел Стојчевски, беа неуспешни, односно граѓаните не пројавуваа интерес за одлагање на кабаст отпад на одредените пунктови од јавното претпријатие. Во последните месец-два имаме забележано зголемена појава на луѓе кои што оставаат кабаст отпад до самите контейнери, пошто ги лоцираме преку нашите служби кои што се на терен и гледаме во најбрз можен рок истиот кабаст отпад кој што е оставен до самите садови за смет во најбрз можен рок да го изнесеме. И можеби тој начин е и подобар отколку самиот кабаст отпад да се дава на оние луѓе кои што го однесуваат со импровизирани возила и подоцно не го одлагаат на самата депонија, туку формираат нови диви депонии или пак истиот кабаст отпад е често појава да биде фрлен и во нашите реки, што доведува до значително загадување на водите, зголемување на водостојот. И затоа еве како јавно претпријатие во текот на наредна недела, односно 4 и 5 ноември ќе организираме повторно таква акција, каде што граѓаните ќе имаат можност во деновите сабота и недела, кога граѓаните се присутни во своите домови, не се на работа, имаат повеќе време, да можат да го одложат сето на кабаст отпад кој што го имаат во своите домови. Како јавно претпријатие ќе одредиме 5 локации, најмалку 5 локации, каде што граѓаните ќе имаат можност да го депонираат овој отпад. За локациите на дополнително ќе ги известиме граѓаните во текот на наредна недела и упатиме апел до сите граѓани кои што имаат кабаст отпад, кои што во наредниот период треба да го изнесат, да се воздржат од фрлање и изнесување на самиот кабаст отпад до самите садови за смет, односно до контейнерите, бидејќи подоцна истиот кабаст отпад представува и пречка за движење на пешаците на јавните површини, односно за користење на автомобилите на сообраќајниците и може да дојде до несакани последици. Одложениот кабаст отпад од граѓаните, потенцира директорот Стојчевски, ќе биде депониран на градската депонија Краста, а за услугата што ја врши претпријатието Кумановци нема да плаќаат. Доволно е само според надлежните граѓаните да го соберат кабастиот отпад од дома и да го одложат на локациите кои што деновиве ќе бидат одредени, а граѓаните навремено информирани преку медиумите и социјалните мрежи. Значи, под кабаст отпад се подразбира целокупниот мебел кој што граѓаните го имаат во своите домакинства, апарати од домакинство, а за оваа услуга која што ќе ја даде јавното претпријатие на граѓаните нема да им биде дополнително наплатено, бидејќи јавното претпријатие ова преку форма на акција го организира и затоа нема да им биде наплатено. Граѓаните ќе имаат можност во текот на 2 дена, сабота и недела, 4 и 5 да го изнесуваат тој кабаст отпад, зашто јавното претпријатие ќе си преземе обврска да го подигне и соодветно да го одложи. Доколку дојдеме до состојба да имаме и електронски отпад, батерии, лаптопи, компјутери, знаете дека веќе имаме поставени и 3 пункта на територија на општина Куманово, каде што граѓаните можат да го одлагат тој електронски отпад. Тој електронски отпад соодветно ќе биде третиран, ќе биде складиран и со соодветен поставкувач ќе биде депониран. Останатиот кабаст отпад кој подразбира мебел од домакинство и сите пропратни елементи ќе биде депониран на самата градска депонија. Надлежните се надеваа дека со ваквите акции ќе се подигне свеста кај граѓаните за соодветно одлагање на кабастиот отпад.